Благодарам, председателка. Почитувани колеги, почитувани гости. За мене представува огромна чест да се обратам денес на овој најзначаен ден, денот на македонскиот јазик. Знаете, понекогаш не забележуваме колку ни е вкоренет јазикот во нас. Тоа е се додека не почнеме гласно да го изговараме од срце и да кажеме: јас сум македонец и мојот јазик, мајчин јазик е македонскиот јазик. Јазикот наш е тивок сведок на нашите спомени од детството, сведок на нашите болки и радости, но и тивок сведок на нашите корени, кои сме и што сме. Во секој збор живее историја, во секоја реченица идентитет. Тој е гласот на нашите предци и надежта на идните генерации. И денес кога зборуваме за македонскиот јазик, не зборуваме само за граматика и правила, туку зборуваме за тоа кои сме ние. Почитувани присутни, според денешната агенда, темата за која треба да зборуваме е важноста на изучувањето на македонскиот јазик во образованието со осврт на граматиката на Круме Кепески. Верувам дека не случајно е избрана оваа тема, зашто годинава имаме еден значаен јубилеј, а тоа е 80 години од издавањето на граматиката на професор Круме Кепески. Примената на оваа граматика во наставата по македонски јазик представува еден од темелите врз кои се развивала современата јазична едукација во Република Македонија, бидејќи е објавена 1946 година, период кога македонскиот литературен јазик е штотуку кодифициран. Во тој период таа служела како основа за изработка на првите учебници по македонски јазик, а поради незината јасна структура била лесна за примена во наставниот процес, во што сум сигурна дека и денес е така. Темите во самата граматика се логично подредени, почнувајќи од фонетика, преку морфологија до синтакса. А сето тоа придонесува за постепено и ефикасно усвојување на јазичните правила кај учениците. Објаснувањата во граматиката се подкрепени со лесни и едноставни примери од секојдневниот говор, што им овозможува на учениците полесно да ги разберат и применуваат правилата. Целата граматика се одликува со еден практичен пристап, што ја прави посебно актуелна и применлива во наставата. Како долгогодишен наставник по македонски јазик, искрено јас имам многу позитивно искуство од граматиката на професор Кепески, а морам и да признам дека всушност со неа, уште како ученик во основно образование, ги имам научено основите и правилата на македонскиот јазик. Почитувани присутни, за значењето и големата важност на граматиката професор Круме Кепески ќе оставам да зборуваат останатите говорници, затоа што сметам дека има многу покомпетентни овде од мене. Во продолжение јас би сакала накусо да зборувам за важноста на македонскиот јазик во образовниот процес. Во Република Македонија наставата по македонски јазик е составен дел од националниот образовен систем и се реализира согласно наставните програми подготвени од Бирото за развој на образованието. Македонскиот јазик има централна улога во образовниот процес, бидејќи представува основно средство преку кое се стекнуваат знаења, се развива и се обликува личноста на еден ученик. Преку јазикот не само што учениците се стекнуваат со знаења и вештини, преку него се пренесуваат и семејните и културните вредности, а со тоа се зајакнува и чувството на припадност и идентитет кај младите генерации. Дополнително на тоа, во една мултикултурна држава, каква што е Македонија, јазикот ја поттикнува комуникацијата, меѓусебното разбирање и почита во едно мултикултурно општество. Особено е значајно што македонскиот јазик се изучува и кај учениците кои наставата ја следат на друг наставен јазик, а важност овде ја гледам во интеграцијата на учениците во мултиетничкото општество во кое живееме. Како наставник, знам дека предметот македонски јазик не е само дел од наставната програма, туку тој е сршта на образованието. Преку него учениците од една страна учат да читаат и пишуваат правилно, но од друга страна тие учат и да размислуваат, да анализираат, да создаваат, изразуваат свој став.
Македонскиот јазик е алатка преку која се совладуваат и сите останати предмети. Ако ученикот не го разбира јазикот, тешко може да напредува и во математиката, во историјата, природните науки. Затоа, овде е важна улогата на наставникот по македонски јазик. И не е само тој да предава граматика и правопис, туку тој е тука и да им помага на учениците да изградат јазична сигурност и самодоверба во изразувањето. Затоа, од гледна точка на наставник, верувам дека негуваниот јазик создава одговорни и образовани личности. Денес живееме во време кога комуникацијата е многу брза и често површна. Затоа улогата на наставникот по македонски јазик и овде е многу важна, затоа што тој треба да ги научи учениците да зборуваат со смисла, да пишуваат со јасност и да ја почитуваат силата на зборот. За мене, наставата по македонски јазик е мисија, која значи вложување во идните генерации, а колку повеќе се вложува во нив, толку повеќе ќе знаат кои се и од каде доаѓаат. Почитувани присутни. Важноста на македонскиот јазик во наставниот процес не се мери ниту со бројки, ниту се опишува со зборови. Затоа за крај сакам да упатам една порака до сите македонци, но посебно до помладите генерации. Чувајте ни го јазикот. Живееме во време на многу предизвици и искушенија, во услови на глобализација и модернизација и засилено влијание на странските јазици. Затоа мораме да си го чуваме и одржуваме јазикот. Како што немаме резервна планета, така немаме ни резервен јазик. Ако го изгубиме јазикот, сме се изгубиле самите себе. Јазикот е нашиот идентитет, нашата татковина. И без јазик сме никој и ништо. За крај, да ви го честитам, да ни го честитам на сите нас, 5 мај, денот на македонскиот јазик. Благодарам.